Многу од вас знам дека денес седат и се прашуваат што утре да сготват за ручек и за вечера. Најчесто тој избор ќе падне на оние наши традиционални рецепти. Да не се разбереме погрешно, традиционалните рецепти се дел од мојата трпеза. Учев да готвам и се уште готвам и ги подготвувам сите они наши традиционални македонски јадења кои подразбираат тава, ориз, компир манџа, барани, разни полненици, пиперки, тиквици. А денешниот избор и рецепт е инспирација од нашата традиционална јадење мусака. Ја нареков превртена мусака. Ја нареков така не заради тоа што обратно ќе ја служиме, туку само заради тоа што процесот на готвење е малку различен и обратно поставен. Ќе направиме од традиционалното мелено јунешко месо, меѓутоа наместо компири ќе употреба модри домати. Апсолутно може да употребите и компири во целава комбинација, но убаво ќе се спојат во вкусовите. Јас ги избрав мудрите домати заради тоа што сакам да го впијат целиот сос кој ќе го употребам за подготовка на овој рецепт. Ќе употребам јунешко мелено месо, го чувам во фрижидер, не заради тоа што можеби такво е правилото, го чувам во фрижидер бидејќи ќе го месам малку како тесто и топлината на моите раце и целата обработка ќе го стопли, а не сакам да се собере пред да го ставам да се пече. Претходно ќе ја уклучам рирната на 180 степени и ќе го поставиме тавчето на средина бидејќи ќе го печеме месото целосно како калап. За да го подготвиме основата месото, потребно ни е отприлика килограм. Јас имам тука, доколку имате помалку, ова е отприлика за 4 до 6 особи, зависи колку јадете, нели? Ама јас ке употребам поголема, бидејќи сакам да ви покажам како тоа би изгледало кога би го направиле на нека семејна прослава, зашто многу декоративно изгледа. Основата ја земав од бургер смесата. Вие секако може да искористите нашата традиционална македонска основа, каде што пропржувате кромиче, малку зачини и го пропржувате месото. Меѓутоа, ви советувам да можеби го пробате овој рецепт, па ќе ни кажете на нашите профили на социјалните медиуми, можеби ќе ви се допадне, можеби ќе имате подобра сугестија. Ќе видиме. Имаме цел кромит, исечен на мали коцки, не го пропржувам, го ставам жив. Имам 2 чешниња лук во гмечалка. Имам 2 лажички сенф. Ќе ставам 2 јајца. Последната состојка од овие крупни состојки, имам тука од прилика 2 парчиња, 2 кришки леб. Ќе ги ставам сите. Ќе зачинам со сол. Убава количина, имаме килограм јунешко месо. Ќе ставам 2 типа на бибер, ќе ставам бел и црн бибер на витаминка. Белиот е по суптилно ароматски, меѓутоа многу е полут од црниот, а јас ги сакам двата. И последната процедура пред да го замесиме, мојата омилена техника за менаџмент на бес и негативни емоции, 1 лажичка коријандер зрна во крпа. Убаво исчукајте ги. Не дека нема маванче. Има маванче, е многу фенси, е многу такво целото камено. Никако не можам да се откажам од техниката. Коријандерот го ставате внатре. Само да ги ставате. И почнувате со месење. Го месите
Ако можам да објаснам, не го притискате како кога ми меселе тесто, затоа што не сакате да ја разбиете целата структура на јунешкото месо, сакате да останат парчиња кои би ве изненадиле. Некои ќе бидат со повеќе леп, некои ќе бидат со повеќе јајца. Едноставно треба да биде една мешавина која нежно ќе ја промесиме. Доколку не ви се допаѓа мојот метод на користење на рацете, иако се најприродната и најчистата алатка што може да ја употребите во готвењето, се вашите раце, вашите вештини со прстите, кога се добро измиени, навистина не знам, меѓутоа има луѓе кои имаат отпор, користете лажица, превртувајќи го месото и мешајќи ги со стујките, меѓутоа нема да го стискате месото додека го месите. Вака рустично треба да изгледа. Ќе земам едно тавче. Тавчето убаво ќе го намастам со брилијант сончогледово масло на витаминка. Префрлете целата содржина. И убаво распределете го по целиот крај на тавчето, притиснете. Начинот на кој ќе го подготвуваме, нека не ве плаши големината, нема да изгледа како торта, месото при печење протеинот се собира и ќе изгледа како една поголема плескавица. Значи, апсолутно ќе се собере од краевите. Повторно посолете. И малку бибер. Ќе ставиме еден слој повтор. Се надевам дека нема да изгинам. Готвиме по дома со бони и ставете еден слој масло на брилијант. Оди во рерна, отприлика 20 на минути на температура од 200 степени, а додека се подготвува месото, ќе ги подготвиме мудрите домати и сосот. На загреана рингла ставив скара тава, ја ставив бидејќи сакам да ги подготвам доматите, мудрите домати, ќе ги сечам на кругови. Ќе ги сечам затоа што сакам да ги подпечам на скарата, без масло, без ништо, затоа што сакам да го имаат тој запечен вкус при гризањето на вашата мусака. Крукчиња, отприлика 5 мм, значи тенки. Ставам веќе, мислам дека ми е, загреана тавата. Направете онолку за да го покриете, колку што ви се потребни, за да го покриете целото тавче со месото. Ќе добијат прекрасни траги од тавата скара, како линии, ќе бидат дополнително декорирани. Не ги подместувајте, од кога веднаш ќе ги ставите, не ги подместувајте, не се плашете, нема да се залепат. Тавите од скара тавите обично се прават или од тефлон или од гусано железо и не лепат. Еве гледате. Значи, само да добијат траги, ќе ги свртиме од другата страна. Сакам и да се подзасушат, затоа што потоа ќе ги намокриме во сосот кој ќе го подготвиме. Готови се. И продолжуваме со останатите. Сите производи денес стигнаат онлайн маркетот Пакет МК.
Таму може да најдете и пилјара, и месара, и сето она што ви е потребно да ги направите сите рецепти кои ќе ги замислите. Последната тура додека се пече, ќе го подготвам сосот. Многу едноставен сос, мислам дека и неколку пати ви го имам покажано низ емисиите, некогаш го користам за, тестенини, некогаш го користам во првата емисија за пицата, а овој пат ќе го употребам за мусака. Ќе го искористам конзерва пелати, ќе ги сварам благо ќе ги сварам со малку лукче во тенџере на брз оган, а потоа кога ќе ги наредам доматите врз мусаката, врз секој од нив ќе ставам по малку од сосот, ќе ги запечам со убав кашкавал и ќе имате феноменален оброк. За сосот ќе користиме маслиново помас масло, бидејќи сакам да ми биде поароматичен сосот. Ќе ставам 2 чешњиња лук. Ете, и он има нешто да каже. Ќе го пропржиме во маслото. Само малку да се активира мирисот и вкусот на лукот. Не сакаме запечен лук. Навистина мразам мирис на изгорен лук во било која храна. Подобро да не е толку испржен, отколку да биде загорен. И ќе ги ставиме пелатите само благо да се стоплат. Тие се веќе сготвени, веќе проварени, активиран е шеќерот внатре. Само ќе ги промешаме благо. И со гмечалка ќе ги изгмечиме, меѓутоа рустична. Нема да ги направиме баш да бидат сос, туку ќе ги оставиме како парченца, за да ни биде сосот порустичен. Односно да ги имаме како парче при секој залак. Ќе зачиниме со една лажичка дафинка. За да го имаме оној наш традиционален македонски вкус. Бибер. И сол. Оставете го на оган додека не се згусне. Сакаме да имаме погуст сос, значи не да биде како за пица или можеби за тестенини, него сакаме да биде баш густ и оставете да испари целата вода од внатре. Сосот ни се згусна и бидејќи се паралелно правиме, го вадиме месото, 20 минути се печеше во рерна. Совршено изгледа. Ја оставате рерната уклучена, бидејќи ќе вратиме мусаката да се доправи. Го исклучувате сосот. Земате една лажица. И почнувате да редите малку на понестандарден начин. Јас ќе ги редам домат по домат. Ќе ставам еден мудар домат. Врз него ќе ставам малку сос. Ќе ставам малку ренден кашкавал, јас имам мешан денеска. Вие искористете каков имате дома. И на крајот ќе ставам ливче домат, ливче босилек. Ќе си продолжам со редење. Изгледа прекрасно. Ја редите целата површина. Ова е мојата мусака.
го ставив босилекот и сега, бидејќи овој сакам да се запече, сакам да го испушти својот вкус внатре во целиот рецепт, а подоцна, кога ќе ја извадам од рирна, ќе ставам уште еден куп босилекот озгора, ќе биде свеж и ќе биде оној салатес дел во вашиот оброк. Оди уште 5 до 7 минути во рирна, само да се запече кашкавало, да се спојат сите состојки, месото веќе ни е испечено. Дали не изгледа прекрасно? Нов твист на стариот рецепт. Познатите македонски рецепти секогаш можеме да најдеме нови начини да ги направиме и да направиме да ни биде интересно во кујната. Следно што ќе ви подготвам се обични, досадни, скромни палачинки. Но ќе ги наполнам со она што ни е во моментов актуелно, а тоа е тиквата. Ќе направам пире од тиква, ќе ги наполнам палачинките, ќе им ставам малку мој печат и ќе видите на крајот на сервирањето. Додека се подготвува нашата мусака, сакам да ви покажам еден едноставен рецепт. Ќе подготвам класични палачинки на класичен традиционален начин и ќе ви кажам како научив да ги правам. Потребно ви е млеко, вода, јајца и брашно. Палачинки ме учеше да правам татко ми. Кога го прашував како се прави, ми рече ќе ставиш малку млеко. Колку? Малку. Натре ќе ставиш една јајца. Ќе ставиш вода и ќе ставиш брашно. Кога го прашав кои се мерките, ми рече најдобрите палачинки се прават од кога ќе ја направиш смесата и после додаваш малку брашно, малку вода, малку брашно, малку вода, додека не ја добиеш правата густина. И до ден денес ги правам така, никогаш не знам кои се мерките. Едноставно ги соединувам. И доколку сакам потенки палачинки, за да ги послужам, не знам, со некој джем, да бидат тие по, или кога ми доаѓаат гости, тие ги правам од потенка смеса, а овие ќе ги направам малце погусти. Еве, сега ми треба малку вода, по рецептот на татко ми. И мислам дека повторно ги проречив. Малку брашно. И убаво промешајте. Татко ми ги прави со миксер. И јас сум маталка бидејќи сакам. Не бидејќи тоа е правило. Еве гостината. Убаво промешајте. Да немате грудчиња. И загрејте тава за палачинки. И исто традиционално, по рецептот на татко ми, првата палачинка секогаш ја утнувам поради топлината на тавата. Ќе видиме денеска дали тоа ќе биде случај. Она што го правам различно од него, што јас моите палачинки ги печам на путар. Намачкајте тавата со путар. Ова е мојата силиконска маталка која е отпорна, шпакла која е отпорна на топлина. Вие користете нешто друго доколку е пластична. Земете од смесата за палачинки. Да. Првата ќе биде утната, бидејќи тавата не е доволно загреана. Секогаш се става на многу загреана тава. Ама ќе почекаме да видиме. Не ја утнав првата и продолжуваме
да ги испечеме палачинките, ќе направиме 5-6 палачинки. А во меѓувреме ставив да се вари тиква на мали коцки во шеќер и вода. Сварете и направете прекрасно пире од тиквата, а палачинките додека ги направиме, ќе ги наполниме после тоа со тиква, ќе им направиме интересен сос и ќе имаме целосен оброк денеска. Ги испековме палачинките со путер, класична смеса. Направив едно пире од тиква, значи тоа пире тиквата ја исеков само на коцки, ја ставив во малку вода, ќе додадам 2 лажици шеќер, бидејќи сакам да ми биде поблага, иако оваа тиква беше навистина блага. Ќе промешам. И зачинот кој денеска ќе го користам во овој, да го наречеме десерт, може да биде и вечера, зошто не и доручек, ќе биде морско оревче. Ова ќе го искористам место джем, место крем, место било каков полненица која ни е традиционална и класична. Ве советувам да пробате палачинките да ги наполните со пире од тиква. Тврдам дека нема да сгрешите и ќе стане еден од омилените есенски рецепти. Чи земаме палачинката, ја премачкуваме по средината со пирето од тиква. Ја завиткувате во ролна. И јас ќе ги извиткам во форма на полжавчиња. Многу сакам да имам слаткарски вештини. Ама за добри слаткарски вештини потребна ви е педантност, многу повеќе трпение. За жал мојот карактер не поседува такви особини. Следната. На крајот ќе ги прелијам со сос, која ми е мешавина од мед и тан. Ќе го стоплам само малку, бидејќи ми сакам да ми се исцеди убава. Еве, гледајте како се стопи. Ставете врз секоја. На крај изрендајте бела чоколада на витаминка.
Додека го подготвувавме десертот, заврши нашата превртена мусака. Погледнете како изгледа. Се надевам дека ви се допадна тоа што денес одлучив да го подготвам за вас. Мојата превртена мусака и мојот обичен десерт од палачинки можеби не се ништо посебно, но се еден нов твист на оние традиционални македонски јадења. Јас само се надевам дека ќе имате можност да го почувствувате овој преубав мирис во вашата кујна. А ние се гледаме веќе во следната епизода на Готвиме со Маја.